Празникот Водици или Богојавление, верниците го празнуваат како еден од најголемите христијански празници, зашто на тој ден Исус Христос е крстен од Јован Крстител во реката Јордан. Со овој празник на крштевањето му се дава значење како на една од повеќето свети тајни во христијанството, а во православието 7. Крштевањето значи духовно раѓање, односно почеток на животот христијански, човеково живење во верата. Со овој празник завршуваат така наречените некрстени денови, а и циклусот зимски празнувања. Се врши осветување на водите, а верниците скокаат во нив за да го фатат светиот крст за здравје и среќа. Колку младите ги почитуваат традициите за ваков празник, ги прашавме Штипјани. Па мислам дека одржуваат. Тоа зависи од фамилијата, наследно има многу што не се го правиле тоа, мислам, на сега младежо оде на тоа. Мислам дека скоро сите одат по Водици по тоа. За сега за Водици почитуваат. Во повеќето краеви има различни обичаи за овој празник. Познат е обичајот првиот ден да се капат само мажите и машките деца, а вториот ден невестите и женските деца. Исто така, според народното верување, ако на овој ден има мраз и снег, годината ќе биде плодна и здрава, во спротивно ќе донесе многу болести. Сепак, Штипјани немаат посебен обичај за празникот Водици, ниту пак знаат и практикуваат некакви верувања. Па ние обично дома Божик и Великден, тие два празника ги. За Водици него е обичај нешто? Немаме ништо за Водици обичај, само тие два празника. Верувате дека тоа ништо не знаме, затоа што у наше време тоа, знаеш, татко ми комунист и тие работи, дома не е дозволувал такви работи, бил е директор тука и не, и затоа ние обично викам тие два празника верски, што се само тие, сега нова година тие се други работи, нели, што сите се ги слават. Не знам тие работи. Не, тие не знам работи, да ти кажам право. Не знам. Стар сум во 60 години, ама не знам тие работи, да ти кажам. Па тоа. Постна храна, убав празник. Не. Денот на крштевањето на Исус Христос во реката Јордан е денот кога Божиот син навршил 30 години од телесното раѓање и тргнал да го извршува својот учителски и спасителен подвиг. Во мигот кога Јован Крстител го крштевал Исус Христос во реката, во еден миг се појавило светото тројство. Гласот на Отецот му се јавил на сетилото за слух, духот на сетилото за вид во вид на гулаб на небото, а синот бил достапен за сетилото за допир.